се сеќавате на моментот кога евреите биле во робство. Во Египет. И кога на полнок се приближил оној страв, оно исчекување, кога на лицата на луѓето се појавило момент на неизвестност. И знаете што дошло тогаш? Најстрашен настан во животот на како и египтјаните, кои што биле околу нив, али и неизвестноста во животот на самите евреи, кои што биле во робство во тоа време. Она што можело да се чуе во таа полнок е крик на жалост кој почнал да одекнува низ земјата. Не само на едно место, него цела египетска земја. Фараонот се разбудил од сон за да дознае дека неговиот првенец е мртов. Оној кој што требал да биде негов престолонаследник не е повеќе меѓу живите. Другите татковци се вознемирили и почнале да си ги повикуваат своите синови само за да ги најдат студени земени од страна на смртта. Мајките се разбудиле во ужас за да и тие открие дека нивните новороденчиња што ги претходно гушкале и биле живи, сега во нивните раца се само безживотни тела. Египетските свештеници напразно ги повикувале своите богови за да им ги вратат нивните потомци. Дури и добитокот на полињата тажал по своите мртви. Таа ноќ ангелот Господов ги убил првороденците во Египет и Мојсија ни забележува следниот текст кој што сакам со вас да го споделам, се наоѓа во 2 Мојсеева, во 12 глава, кога ги носите вашите Библии, отворете заедно со мене, 2 Мојсеева, 12 глава, 29 стих, кој ни вели вака. А на полнок ги уби Господ сите првородени во земјата египетска, од првородениот син Фараонов, кој требаше да седи на престолот негов, до првородениот син на затвореникот во затворот. И се што беше првородено кај добитокот. Ништо не е изоставено. Се што било првородено настрадало таа полноќ. Смртта завладеела таа ноќ во палатата, во колибите, во занданите, на полињата. Значи не било место каде смртта не се почувствувала. Освен каде? Во домовите на евреите. А зошто смртта не ги допрела нив? Некој кој што можеби не знае, си го поставил ова прашање. А ние знаеме одговор, бидејќи кога Бог го објавил последното зло, смртта за првороденците, тој исто така објавил и нешто друго. А што е тоа? Откуп, замена, за да оние кои што ќе го послушаат Бога, кои ќе покажат верност и послушност на неговите зборови, нема да се допре тоа зло до нивните домови. И во истата книга, во истата глава, Излез или 2 Мојсеева, 12 глава, 3 стих, ни вели вака. Кажете му на целиот собор на синовите израелски, на 10-тиот ден од овој месец, секој нека земе јагне, шилеже, според бројот на челата, значи по едно на семејството. Бог им дал одредени упатства. Дали некој можел да каже, не ме интересира мене тоа. Мене не ме засега тој дел. Можел. Секој можел. Секој имал слободна волја да бира. Али Бог вели, окей, ја ќе ве обезбедам замена, али ви одлучете. Може ли меѓу евреите да имало првороденци кои што страдале ако не го послушале овој совет кој што Бог го дава? Колку ние ги слушаме советите кои што Бог ни ги дава? Дали се придржуваме до нив? Дали после се чудиме зашто некои работи во животот ни се случуваат? А тукму таа причина што не сме го послушале советот кој што Бог ни го дал.